Вести на Канал 8, добро вечер. Во непосредна близина на локалниот пат кон Кучичино се случи тешка сообраќајка, во која учествуваат 2 патнички возила и комбајн. Повредени се 9 лица, од кои 2 со сериозни повреди итно се префрлени во клиничкиот центар во Скопје. Неосветлен комбајн, што зафатил половина од коловозот на магистралниот патен правец Кочани-Штип, најверојатно е причината за сообраќајната несреќа, што во неделата околу 19 часот се случи во близина на крстосницата кон Кучичино. Земјоделската машина се движела кон Кочани, на делницата долга околу половина километар, на која нема ниту една кривина. Во еден момент од спротивен правец наишло патничко возило Тојота со скопски регистерски таблички во која имало 4 лица, а возачот не го забележал комбајнот на кој немало светлосни ознаки и го удрил со левата страна. Во исто време, од спротива наишло патничко возило Рено Меган со кочански регистерски таблички, кое во обид да избегне директен удар, го променило правецот и се судрило со Тојотата. Од ударот, сите патници во возилата се здобиле со повреди и се префрлени во Кочанската болница. Минатата ноќ, околу после 19 часот, беа донесени 9 повредени лица од сообраќајната несреќа кај Чичиново. 2 од тие лица беа потешко повредени и по укажаната неопходна медицинска помош и спремни за транспорт со екипа се испратени на ургентен центар во Скопје. 4 се задржани во општа болница Кочани, од кои 20 пациенти се во шок соба, 20 се на оделение, на хируршко оделение и 3 пациенти се пуштени на домашно лекување. По контролата на пациентите во Кочанската болница утврдено е дека тие се во стабилна здравствена состојба и не се очекуваат по сериозни компликации. Иако со потешки повреди, слична е состојбата и со 20 пациенти во Скопје. Едниот пациент е примен на неврохирургија, едниот на травматологија, беа синоќа во стабилна здравствена состојба, не очекувале дека ќе се влоши состојбата, засега, значи информациите се поволни. Патниот правец Кочани-Штип по целата негова должина е опасен за возење, посебно во ноќните часови во сезоната на жетва на оризот. Неосветлена земјоделска механизација, но и остатоци од кал и слама на коловозот дополнително ја загрозуваат безбедноста на учесниците во сообраќајот и се честа причина за сообраќајни несреќи. И покрај апелите и предупредувањето од полицијата, промени во однесувањето на возачите нема, заради што неопходни се поригорозни мерки и казнување на прекршителите. Коловозот на патниот правец кон Пониква на одредени места е претворен во длабоки дупки, што го отежнуваат сообраќајот и ја загрозуваат безбедноста на возилата. Од секцијата на Македонија пат најавуваат санирање на најкритичните делници, а се надеваат и на пари од државата за нов асфалтен слој. Наместо асфалтен слој, на коловозот кон Пониква има вистински кратери, длабоки половина, а широки и по повеќе од 1 метар. Над 1/3 од должината на патот е тешко оштетена и го отежнува нормалното одвивање на сообраќајот. Иако се работи за регионален патен правец, промоцијата на зимскиот туристички центар привлекува се поголем број посетители, заради што тој станува важна сообраќајница во источниот дел од државата. Граѓаните досега повеќе пати оправдано реагирале, што небезбедно стигнуваат до Пониква и бараат состојбата да се подобри. Од секцијата на Македонија пат рекоа дека реакциите стигнали и до нив, заради што планираат до крајот на оваа недела да ги заклепат поголемите оштетувања на коловозот. Пополнувањето на дупките со топла асфалтна маса е дел од редовните подготовки за престојната зимска сезона, иако со тоа не се решава главниот проблем. Најголеми оштетувања на асфалтот има во близина на поранешниот мотел Шарена чешма и на делницата пред аеродромот, заради што вниманието во крпењето ќе биде насочено на тој дел. Сепак, во план е, велат од Македонија пат, целосна реконструкција токму на тој дел од патот, за што е поднесено и писмено барање до Фондот за магистрални и регионални патишта да се одобрат 1,5 милион денари. Со овие пари би требало да се постави нов асфалтен слој со дебелина од 5 см врз веќе постоечкиот коловоз. Должината на планираната делница изнесува околу 4 км и широчина од 6 метри. За сега се уште нема одговор од фондот дали ќе бидат одобрени средствата што се бараат, иако за нив имало ургенции и од локалните самоуправи на Кочани и Пробиштип, како и од Центарот за развој на Источниот плански регион. Во меѓувреме, возачите ќе мораат да се задоволат со привремено закрапените дупки и да внимаваат во текот на зимските месеци тие повторно да не се отворат и да се прошират.
Граѓаните и граѓанските здруженија до крајот на октомври можат да поднесуваат предлози и барања што можат да бидат вклучени во финансирањето од буџетот на општината за наредната година. На тој начин од локалната самоуправа очекуваат да се подобри транспарентноста во донесувањето на годишниот финансиски план. Иако се уште го нема усвоено буџетскиот календар за 2014 година, општина Кочани веќе спроведува дел од зацртаните содржини во него. Објави и јавен повик според кој сите граѓански здруженија, урбаните и месните заедници можат да доставуваат предлози што би можеле да бидат вклучени во финансискиот план за догодина. На тој начин локалната власт се обидува да ја подобри транспарентноста во работењето, посебно при донесувањето на најзначајниот финансиски документ. Писмените предлози можат да се доставуваат до секторот за финансиски прашања до крајот на овој месец, што е во склад со веќе предложениот буџетски календар, што Советот треба да го усвои на седницата в петок. Доставените барања ќе се анализираат и усогласуваат, пошто до 3 ноември ќе следува изготвување на билансите на приходи и расходи, кога и ќе биде познато што се ќе се финансира од буџетот за идната година. Јавниот повик веќе се емитува на локалните медиуми во општината, зашто и досега имало повремена практика, иако воочливо е дека сега се прави многу порано од вообичајниот термин. Причина за тоа веројатно се и неодамнешните резултати од испитувањето на јавното мислење, што ги објави Сдруженијето за еманципација, солидарност и еднаквост на жените во Република Македонија, а го спроведе во нашата и во општината Тетово. Со истражувањето, 97% од испитениците рекле дека не знаат со колкав буџет располага општина Кочани и приближно толку испитаници, односно 95%, никогаш не виделе како изгледа буџетскиот документ во кој е презентиран финансискиот план на општината. Се очекува по усвојувањето на буџетот за догодина, општина Кочани повторно да излезе во јавност и да го презентира, со што целосно ќе ја запази транспарентноста во неговото донесување. Нова стручна литература за Виничката библиотека и надпревари за млади библиотекари. Започнува одбележувањето на месецот на книгата. Библиотеката Ванчо Праке го збогати книжниот фонд со 250 нови наслови стручна литература од владата на Република Македонија. Книгите веќе се на располагање на студентите и останатите читатели. Донацијата доаѓа во вистинско време, кога јавната општинска установа се подготвува за одбележување на месецот на книгата. Како најава, традиционално се одржа надпреварот на млади библиотекари. Во библиотеката Ванчо Праке се одржа 14-тиот надпревар. Учествуваа 20 ученици од 4 основни училишта во општината. Најдобар резултат постигна Ива Евтимска, ученичка во основното училиште Славчо Стоименски. Таа обезбеди пласма на републичкиот надпревар кој ќе се одржи на 25 октомври во Велес. Второ наградена беше Катерина Симеонова од основното училиште Кочо Рацин од Блатец. Третото место пак и припадна на Бојана Стојмирова од основното училиште Славчо Стоименски. Одбележувањето на месецот на книгата во Кочани започнува во вторник, исто така со надпреварот на млади библиотекари. Ке се одржи во библиотеката Искра, а ќе учествуваат по тројца представници од основните училишта во Кочани. Православните христијани го слават празникот посветен на покров на Пресвета Богородица. Малата крстилница во Кочани веднаш до храмот Свети Великомаченик Ѓорѓи е посветена токму на овој празник. Голем број верници го посетија храмот Свети Великомаченик Ѓорѓи во Кочани и малата црква за крштение која е посветена на празникот покров на Пресвета Богородица, што се слави на 14 октомври. Денес Светата православна црква го чествува споменот, односно чудното појавување на Пресвета Богородица во храмот во Влахерна, каде што Андреј Јуродиви со неговиот ученик ја виделе Богородица во едно прекрасно видение како таа со еден покров го заштитува верниот народ во храмот, а во исто време молејќи се нели за луѓето и за целиот свет. Ова чудо се случило во 10 век и од тогаш, значи, во спомен на ова чудно појавување на Пресветата Богородица во установен и празникот покров на Пресвета Богородица. Она што е интересно за нас во овој град е што нели крстилницата при храмот Свети Великомаченик Ѓорѓи во Кочани е посветена токму на овој празник на покровот на Пресвета Богородица, значи малата црква. Ден пред празникот се служеше вечерна богослужба и благословена вечера која секоја година традиционално се дава на ден пред покров на Пресвета Богородица.
На самиот празник се служеше света божествена златоустова литургија, на која присуствуваа голем број верници. По литургијата се кршеше и славскиот колач. Редовна крводарителска акција на полицијата. Дарувани 25 единици крв. Трета и последна крводарителска акција годинава спроведе полициската станица од Кочани. И оваа, како и изминатите две, беше успешна, бидејќи за дарување на скапоцената течност се пријавија 25 вработени во Кочанската полиција. Крвта е незаменлив лек, потребна со цел да се продолжат, односно спасат многу животи. Пожелно е да се дарува крв, бидејќи утре може би и нам ќе ни затреба. За одбележување дека ова крводарителска акција не се меша со граѓанските крводарителски акции, односно во неја можат крв да дадат само вработените во полициската станица Кочани. Полициската станица од Кочани во текот на годината спроведува 3 крводарителски акции, преку кои вработените во полицијата ја покажуваат својата хуманост и ја даруваат скапоцената течност. Акцијата ја спроведува службите на трансфузиологија од Штип. Врати ми го сонцето на Александра Јанева од Струмица победи на 28-то издание на Макфест, што и годинава се одржа во Домот на културата Ацо Шопов во Штип. Втората награда отиде во раците на Марија Бунда со "Не ме познаваш", а третата припадна на "Како да те украдам" на Мартинијан Кириловски. Струмичанката Александра Јанева со песната "Врати ми го сонцето" победи на овогодишното издание на музичкиот фестивал на забавни мелодии Макфест 2013. Победничката во една позитивна еуфорија по прогласувањето на победниците, видно возбудена, едва и даде изјава за медиумите. Искрено не се надевав, јас сакав публиката да го почувствува тоа што јас им го давам, и кога помина првата полуфинална вечер, јас сватив дека едноставно почувствуваа што јас им дадов. Секогаш додека пеам се соживам, значи со песната, и мислев како да го вратам сонцето. Паричната награда што ја доби од 70.000 денари, Јанева рече дека ќе ја потроши повторно во музиката и за своја надоградба во музичката кариера. Освен паричната награда, победничката доби и скулптура на Макфест, која ја врачи овогодишниот уметнички директор на фестивалот Драган Мијалковски. Автор на музиката и текстот, кој ги собра симпатиите на жирито и штипската публика присутна во салата на Домот на културата Ацо Шопов, е Ристо Самарџиев, а аранжманот на Владимир Дојчиновски. Малку сум затегнат во цета оваа фестивалска атмосфера, пошто сега доаѓам од пат директно, онака некаде на 5-6 можеби песна некако стигнав, ама добро, окей ми е, супер е фестивалот, мислам дека со сите овие што се промени кои што се случуваат онака со него, мислам дека оди во позитивна линија. Годинава беа изведени 18 композиции. Втората награда отиде во рацете на Марија Бунда со "Не ме познаваш", за која доби парична награда од 45.000 денари, а третата припадна на "Како да те украдам" на Мартинијан Кириловски и за истата доби парична награда од 30.000 денари. За најдобар дебитант на 28-то издание на Макфест беше прогласен Панчо Илиев. Минатогодишната второпласирана песна на Тамара Тодевска "Готово е" беше прогласена за најслушана песна помеѓу двата фестивала. Наградата за најуспешна вокална интерпретација и припадна на победничката Александра Јанева, за која доби плакета "Златен прстен" на Макфест. Наградата Драган Ѓакуновски Шпато за најдобар аранжман ја доби Александар Масевски за аранжман на композицијата "За крај" во интерпретација на Игор Митровиќ. Напната беше атмосферата и нервоза се чувствуваше во самите изведувачи поради техничките проблеми на јавниот сервис Македонската телевизија, која овогодишниот Макфест не го емитуваше во живо. Канал 8 и годинава беше со Макфест. Разговорот со победничката Јанева, како и со останатите учесници, ќе емитуваме во сабота во 16:30 во попладневната емисија на Канал 8. Ева на Македонија ги известува граѓаните дека ќе има прекин во снабдувањето со електрична енергија. Без струја во вторник, 15 октомври, ќе остане предавателот Туртел. Прекинот ќе биде во периодот од 10 часот и 30 минути до 14 часот и 30. Како што информираат од Ева, прекинот е заради реализација на инвестиционите зафати за подобрување на квалитетот во снабдувањето со електрична енергија на корисниците во тие реони.
Од вторник ќе празнуваат и верниците од исламска вероисповед. Тие го слават празникот Курбан Бајрам, или така наречениот празник на жртвата, затоа што се принесува жртва, односно курбан, обично овни и им се делат на сиромасите. Празнувањето трае 4 дена. На овој ден се крунисува джилакот на аџиите кои отишле на поклонение во Мека. По повод Курбан Бајрам честитка до муслиманските верници во општина Кочани испрати градоначалникот Радко Димитровски. Од мое лично име и од името на општина Кочани, на сите верници од исламската вероисповед, им го честитам верскиот празник Курбан Бајрам и им посакувам многу здравје, успех и среќа. Овој празник нека биде мотив да ги избираме толеранцијата, солидарноста, меѓусебното разбирање и почитување и врз нив да градиме поубава иднина за нашата општина и за сите нејзини граѓани. Испраќајќи ви најискрени честитки, посакувам во овие празнични денови вашите домови да бидат исполнити со љубов, радост и духовен мир. И стигнавме до спортот. Трите кочански екипи непоразени викендов. Кочани и иднина С го запоседнаа врвот во женската фудбалска лига. Жетва на медали пак имаа каратистите на турнирот Маваши Open. Кристално чиста победа, плод на супериорност и надмокност над борец, кој до пред само една недела беше на чело од табелата. Кочани одигра надпревар во висок ритам, ефикасноста задоволителна, што донесе убедлив триумф од 8:1, полувреме 4:1. Хетрик постигна Салихи со головите во 30-та, 56-та и 80-та минута. Два пати во листата на стрелците се запиша Спировска во 13-та и 45-та, а поеднаш реализираа Милевска во 23-та, Георгиевска во 55-та и Митровска во 70-та минута. Стрелец на единствениот гол за борец беше капитенот Гиновска во 43-та минута од пенал. Тренерот Александар Андов е задоволен од резултатот и играта на фудбалерките. Очекуваме малце потежок противник, но излезе дека екипата на борец имала лесен распоред, па затоа била на првото место на табелата. Имав мисти бодови, гол разликата беше на нивната страна, но сега мислам дека ние ќе избиеме начална позиција на првото место. Задоволени сте од играта? Нашите девојки изигра феноменално, значи го одигра она што Оливер Ивановски, главниот тренер или шефот на стручен штаб го кажа, значи одработиме 2-3 тренинга со нив, претходно имаме лесна утакмица во Речица, каде што дојдовме и таа утакмица, така да сега се спремаме за наредното коло против едни Несо до Ризари, кои мислам дека утре кога победат ќе останат на лидери на табелата, но се надевам дека и таму со една лесна и рутинска победа ќе помине. Иднина С си замина со полн плен од гостувањето во Куманово против Победа. Победи со минимални 1:0, благодарение на голот на Ана Димитровска во последните минути од надпреварот. Останати резултати од петото коло: Тиверија Конзули 2:0, Билјанини Избори Единство 0:7 и победа Куманово Речица 0:0. Водството на табелата го презеде Кочани со 15 бода, колку што има и Иднина С Ризари на втората позиција. ЖФК Борец падна на третата, Тиверија е четврта, Единство пети. За успехот викендов да биде комплетен се погрижи и Осогово. Во Штип славеше над предпоследно пласираниот Астиво со 0:3, полувреме 0:1. Стрелци на головите беа Симовски во 10-та, Здравко во 50-та и Деспотов во 72-та минута. Останати резултати: Слог 1934-та, Чешиново 2:0, Брегалница Голак Беласица 0:0, Тракања Рудар 3:1, Напредок Здравје Радово Карвинци 3:0, Каменица Саса Работник Џумајлија 4:0, додека надпреварот Плачковица Бави беше одложен. На табелата води Беласица со 25 бода, на втората позиција Слог 1934 со бод помалку. Трети се Баби, Напредок Здравје Радово е четврто пласирано, Согово е на петата позиција со 16 бода. Еден златен, еден сребрен и 4 бронзени медали освоја каратистите на Партизан на Маваши Open турнирот во Драчево. Златниот медал во конкуренција на јуниори категорија до 61 кг го освои Мартин Стоименов. Сребрениот Димитар Јакимов во конкуренција на кадети категорија плюс 70 кг, а бронза освоија Драган Гаврилов во конкуренција на сениори над 75 кг, Дарко Гоцевски исто така во конкуренција на сениори
плюс 75 кг, Василија Христич во помлади кадети, категорија над 40 кг и Роберт Здравковски во помлади кадети до 35 кг. Злато, сребро и 2 бронзи освоија пак каратистите на Кочани. Насјајното одличие му припадна на Христијан Коцев во категорија до 52 кг во генерација каратисти родени 2000 година. До сребрениот медал дојде Љубомир Давидков во генерација 2002 категорија до 46 кг, а бронзените медали ги освоија Јордан Тренчев во конкуренција на јуниори до 68 кг и Јорданчо Јорданов во истата категорија до 76 кг. Златен медал освои кочанскиот каратист, член на Металург Адил Мехмет во конкуренција на јуниори до 68 кг. Тоа беа вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Пријатно.